Добро вечер. Започнува централниот дневник на телевизија Кочани. Во него ќе гледате. Пропадна и третиот тендер за продажба на Кочански руен ИТ во стечај. Во екот на зимницата најбарана е варската пиперка на Кочанскиот пазар. Наградени винички производители на мед на меѓународно ценување во Осијек, Хрватска. Кочанските пензионери на време се снабдија со огревно дрво. Бронзен медал за тенисерката Лила Давчева од Виница на меѓународен натпревар во Бугарија. Со содржините од дневникот почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас. Железара Тигар Метал Кочани. Најдобра локација со најдобар избор на цевки и профили. Бои и лакови. Шрафовска роба. Мрежа и жица. Бесплатен превоз до вашиот дом. Наша предност се цените и квалитетната услуга. Повелете на улица Теодосија Паунов 61. Железара Тигар Метал. Сончеви колектори Термосол Кочани. 20-годишното искуство и стручност на инженер Никола Соколов, вградени во сончеви колектори, ви гарантираат сигурна заштита и благодет во домот. Зошто да плаќате скапа струја? Вградете термосол систем за загревање на водата од сонцето и уживајте преку целата година. Сончевите колектори се најисплатливата инвестиција на секое семејство, а Термосол е единствената фирма која ви дава техничко упатство и гарантен лист. Обезбедува резервни делови за 10 години. Не чекајте, вградете колектор за да ја почувствувате енергијата на сонцето. Звучна изолација, безпрекорна топлина во вашиот дом, оптика и комфор. ПВЦ прозорци и врати за цел живот, Александрија ПВЦ Лајн Кочани. За да инвестирате во енергетски штедлив дом, можете да користите и Алфа Зелен кредит од Алфа банка. Секако вид на алуминијска столарија и дрвени собни врати. Контакт телефон 033 297 440. Најновите актуелни информации пренесени преку вашата омилена фреквенција, телевизија Кочани. Очекувањата дека на денешното рочиште ќе бидат отворени понуди за купување на руен не се остварија. Ќе следува нов рок во кој ќе се направи попис на имотот. Ќе се согледаат реалните состојби и ќе се распише нов тендер за продажба на фабриката под истите услови.
Пропадна и третиот тендер за продажба на фабриката Руен во стечај. Денеска, наместо закажаното отворање на евентуално пристигнатите понуди за купување на индустријата, стечајниот управник и доверителите дискутираа околу состојбите во кои западна стечајната постапка и активностите кои треба да бидат преземени. Тоа значи дека заинтересиран купувач се уште нема, иако се навестуваше купување на фабриката од страна на странски инвеститор, кој наводно имал уплатено дел од средствата и бил во фаза на отворање фирма во Македонија. Со оглед на фактот дека денеска рочиштето се одржа во просториите на стечајниот управник Малин Митевски и дека беше затворено за јавноста, за неговиот тек и за договорените активности управникот Малин Митевски соопшти дека ќе се објави нов четврти поред тендер за продажба според истите услови како и третиот, со тоа што во меѓувреме ќе се обезбеди постојан видеонадзор и ќе се ангажира агенција за обезбедување кои треба да го заштитат имотот на Руен. Што друго е договорено помеѓу доверителите, синдикатот и стечајниот управник знаат само присутните на ова рочиште. По денешниот неуспех на третиот поред тендер за продажба на Руен, останува неизвестноста околу судбината на некогаш незначајната кочанска фабрика. Ким го решили проблемот на стечајните работници четвртиот тендер, кој деновиве ќе биде распишан. Дотогаш капијата на Руен ќе остане затворена, а капацитетите во мирување. Во врска со шпекулациите за пројавените злоупотреби од страна на претходниот стечајен управник, телевизија Кочани дознава дека во тек е попис на имотот, со што ќе се констатира што е оттуѓено и според кои цени и условија што недостасува, па дури потоа ќе се знае какви мерки и против кого ќе бидат преземени. Договорени откупните цени на пиперката, модрата слива и на тутунот од годинашната реколта, изјава на заменик министерот Зоран Коњановски. Предвремениот откуп на тутунот во земјава ќе почне кон крајот на септември и почетокот на октомври, изјави денеска заменик министерот за земјоделство, шумарство и водосопанство Зоран Коњановски и посочи дека изминатите 2 години покажале од добро што во Македонија има предвремен откуп на тутунот. Некако веќе се навикнавме да имаме и предвремен откуп на тутун и редовен откуп на тутун. Праксата во изминатите 2 години покажа дека е добро тоа што предвреме го отпочнуваме откупот на тутунот. Мислам дека и временските услови веќе се поволни. Тутунските комбинати се спремни за предвремениот откуп на тутун. Ова година очекуваме да имаме висок квалитет на тутунот. Род некаде повеќе од 25.000 тони, што е исклучително значајно за околу 24.000 семејства во Република Македонија кои живеат макотрпно одгледувајќи го тутунот. Земјоделците реагираат на ниската откупна цена на смодрата слива, која се движи од 5 до 8 денари. Денес јас ќе се видам со неколку откупувачи, да видам како може евентуално ние како министерство да им помогнеме, се со цел да ја пласират сливата Стенли надвор од Република Македонија. Имавме богат род имаше и во околните земји и на некој начин побарувачката на одреден производ ја креира цената на самиот тој производ, во овој случај сливата. Сега во тек е бербата на пиперката крутовата капија. Од она што можев да го слушнам од сопственикот, задоволен сум, затоа што откупната цена во овој момент изнесува околу 18 денари и по она што можем да го слушнам и од оние кои ја произведуваат пиперките, тие горе-долу се задоволни од откупната цена. Преработувачката индустрија од година во година бележи развој. Ако во 2003 година имало преработка на 23.000 тони земјоделски производи, веќе во текот на минатата година производството во преработувачките капацитети достигнало до 54.000 тони. Ајварската пиперка на денешниот пазар во Кочани ја имаше во мали количини. Цената прифатлива за продавачите, а висока за купувачите. Започна сезоната за подготовка на ајварот. На пазарот во Кочани денеска пиперката за ајвар слабо ја имаше. Трговците и земјоделците велат дека цената на пиперката за ајвар не е променета веќе години наназад, но сепак продажбата им е минимална бидејќи како што велат, луѓето немаат пари да се подготват за зимница за престојната сезона. Ајварската пиперка таа година е многу слабо, наполовина е од другите години што имаше.
и нема да има ajvarski пипер. Тежко. Се от времето. Много суша фана и много малко съдия човеците. Лане не изкара приходи са за това вай година. Нема ти рачуни, за това не я изкарат, не я посадват. Цената е само моментално 25 динара, а откупа 20-22 динара. И род не има вай година. Лане ако е мало по 5 чушки са от корен по една чушка кинат. Нема повече. Миштори има много за пипер. Јас секој пазар носам по 2 тона до 12 сата трошим од тук. Од луѓето што ги анкетиравме денеска, некои пак велат дека не прават ајвар оваа година и дека ќе си купат од маркет, бидејќи цената е скоро иста. Ајварот има долгогодишна традиција кај нас во Македонија, инаку нутриционистите сметаат дека ајварот не е хранлив. Подобро е да се конзумира свежа пиперка отколку подготвена како специјалитетот ајвар. Септември е време за подготовка на туршија. На пазарот во Кочани денеска можеа да се сретнат земјоделски производи за сечи џеп. Во тек е подготовката на традиционалната зимница. Интересот за купување на зеленчук е најголем кога е пазарен ден. На пазарот во Кочани денеска имаше голема понуда на зеленчук, кој што е потребен да се подготви и туршија. Сега сезоната се знае, пиперки, патлиџан, више за јавар пиперка се траже, те карфиолче за туршија, за такви работи и тоа. Сезоната се знае што. Карфиоло 50-60, зависи. Така нешто е. Патлиџано исто 40, 30, тука. Преку пазар може и 50. Розови убави што е. Пазарот е толку, 30, 40. Зелената пиперка исто она. Од 20, 25, 30, тука е таа цена. А може патлиџани може 10 динара, 30, 25 динара, 20 динара од кило, 15, зависи. Како е? Како има потреба? Треба да се прави, треба, ама скапо многу, не се. Не може човек да купи едно, ако купи другото не може, друга купи па третото не може. А мора да се прави, деца сакат, внучиња сакат. Па и ние старите сакаме то. Мора да се направи, да се. За туршијата патлиџани, пипер, моркове, краставички, кој што си сака, некој си сака така, некој си сака друго. Со рецепт прават, без рецепт, секако прават. Ова, зелен патлиџан, моркови, карпиол и нека пиперка, тоа е јаста. За туршија имаме моркови, сега за сега донесено од планината, а понатам ќе го донесеме и патлиџано од планината, горе од Небојани. Оваа роба што гледате е од Небојани. Цената на морково е 30 динара, компиру имаш 30, 25 и 20. Таа е сега за сега цена. Купуват. Колку толку се купува. Чим е... Па нема што да се жалат, кога оваа роба знаат дека е планинска роба, чисто нема што да се жалат за цените. Чеките движат се околу 20, 25. Па сега баш и уште не се почнали. Зимат ги за туршија. Тоа. Иначе тоа. Тие што традиционално прават зимница воопшто и не реагираат на цените. И оваа година, како и лани, цените се скоро исти. Разлика има само во цената на зејтинот, за кој годинава за 1 литар зејтин ќе платите помалку за разлика од лани. Наградени винички производители на мед на меѓународното оценување на производители на мед што се одржа во Осијек, Хрватска. Во организација на Сдруженијето на пчелари Радилица од Славонија во градот Осијек, Хрватска, се одржа 5-то меѓународно оценување на квалитетот на произведениот мед. На оваа презентација учествуваа и тројца пчелари од општината Виница. Испративме мостри, 6 мостри од Виница, 5 мостри од Виница, едно од Штип, за надпревар за оценување на квалитетот на медот и сите 6 мостри беа оценени со златен медал. Виница е средина во која нема загаденост, нема химикали, нема тешка индустрија. Второ, немаме големи овоштарници, а се знае големите овоштарници за да бидат успешни мора да бидат многу пати хемиски третирани. Потоа, ние повеќето пчелари се бавиме со селидбено пчеларење и пчелите ги селиме горе во планината Обозна, а Обозна е многу питома планина и многу чиста. Тоа значи една сатисфакција дека стварно си ја сака работата, тоа што го работи да го работи со љубов, затоа што медо кај нас се користи за сега барем, што не е најдобро за лек, не за храна. Ба кај нас е некаде околу 15 до 20 кг. Виница па и Македонија може да има добар квалитет, кој може да се носи со Европа, па може слободно да одиме на европските пазари.
На овој меѓународен натпревар биле представени дури 68 примероци од мед од Република Хрватска и 22 примероци од Македонија, Босна и Херцеговина, Словенија и Србија. На натпреварот се оценувало присуството на влага во медот според европските стандарди. Сдруженијето на пензионери од Кочани набави огребно дрво за своите членови. Испораката е направена навреме пред дождовите. Сдруженијето на пензионери од Кочани за своите членови навреме обезбеди квалитетно огребно дрво. Со договор подпишан помеѓу Сдруженијето и шумското стопанство ограждено од Пехчево, навреме се обезбедени потребните количини на огребно дрво по авансирана цена за пензионерите. Во ова година вкупно се уплатени 1150. Така 1152 пензионера уплатија дрва по 6 кубика, тоа е негде околу скоро 7000 метри кубни. Дрвото се благовремено донесени, јас сум веќе потпуно при крај за носење, останани да се однесат во еден мал број во тркање и Соколарци и Спанчево. Другите дрва, али тоа се у количина, ако се погледне, не се однесени дрва на негде, ако не повеќе, на 20 до 25 пензионера. Сите количини се донесени. Договорот беше вклучен со шумското стопанство од Пехчево, тоа е подружница Пехчево. Ние со нив веќе работиме 4-5 години. Потпуно сме ние благодарни, но битно е и луѓето, пензионерите што примат дрво, сите се од нив благодарни, захвални не само на квалитетот и на количината. Сметаме оти Пешево праве нијата подружница на шумското јавно предпријатие во Печево, и нијата подружница праве сите напори и има одлична динамика и одлична организација на работа. Сметаме оти до година здрави живи договорот ќе го потпишеме со нив. Инаку што се однесува до набавката на огребно дрво за граѓаните, негово доволни количини го има и во складот на шумското стопанство Осогово од Кочани. Бронзен медал за тенисерката Лила Давчева на меѓународен натпревар во Бугарија. По тој повод во Виница се одржа пресконференција. Младата тенисерка од Виница Лила Давчева летово освои 3 први места на државните натпревари во тенис и 3-то место на меѓународниот тениски турнир во Албена, Република Бугарија. Таа прв пат се натпреваруваше и обезбеди висок пласман на меѓународен турнир на кој учествуваа 80 деца од 8 до 10 години од Велика Британија, Кипар, Русија, Романија, Бугарија и Македонија. Тренирам 5 години тенис и ќе продолжам со тенис. Првиот турнир беше во Скопје во југ. Таму освоив прво место. Потоа се спремавме за другиот турнир во Прилеп. После еден месец беше во Прилеп турнирот и таму освоив прво место. Јас во Албена куп освоив 3-то место на турнирот. За големата љубов кон тенисот како спорт еве што вели нејзиниот татко Александар Давчев, кој заедно со сопругата се секојдневно на тенискиот терен и помагаат на малата тенисерка. Таа 3 пати поред стана последователен шампион во својата категорија на Република Македонија, тоа е категоријата со наполните 11 години и помали дечиња. Понатаму се натпреварувавме и на меѓународен турнир во Бугарија, во туристичкиот комплекс Албена. Таму во тешка конкуренција имаше натпреварувачки од Бугарија, од Русија, од Романија, од Велика Британија, од Кипар. Лила покажа многу добра игра и го освои 3-то место. Освоените медали беа повод повеќе тениската школа Ванчо Праки и општината Виница да ја подарат пригодни подароци на младата тенисерка како подршка за нејзините амбициозни чекори, но и дополнителен стимул во градењето на нејзината понатамошна кариера.
Со временската прогноза го завршуваме централниот дневник на телевизија Кочани. Ви благодариме за вниманието со кое не следевте. Имајте пријатна вечер.